Во северозападна Сирија, на линијата на фронтот меѓу бунтовниците и силите на Дамаск, се надзира нова опасност. Уште една жртва на самоубиствен напад со дрон е итно пренесена во болница. Овој човек ги следи нападите со беспилотни летала за бунтовничките сили и цивилите во северозападна Сирија. Абу Амин е прекарат што го користи од безбедносни причини. Тој вели дека Дамаск и неговите руски поддржувачи распоредиле стотици мали, но смртоносни беспилотни летала во изминатата година. Руските сили го пренесоа своето искуство за користење самоубиствени беспилотни летала од украинската војна во Сирија. Овие самоубиствени летала се лансирани од линијата на фронтот преку заедничката руска оперативна просторија со силите на сиријскиот режим. Ниту Дамаск, ниту Москва не коментираа за конкретни воени тактики, но аналитичарите веруваат дека таквите тврдења се добро основани. Тие не се толку тешко да се обезбедат. Не се ни тешки за купување. Потребни се само неколку недели да научите како да управувате со нив. И повторно, тие имаат долгогодишно искуство собрано од руската војска во Украина за тоа како да ја користат овие беспилотни летала кои би можеле да им се пренесат на нивните сојузници. Екипите за итни случаи се исто така цел на напади со беспилотни летала според волонтерската група Сиријска цивилна одбрана, позната и како Бели шлемови. Тие велат дека често мора да чекаат додека не поминат беспилотните летала за да им помогнат на жртвите од бомбардирањето. Опасноста од самоубиствените беспилотни летала е нивната точност, што го одложува одговорот на нашите тимови на бомбашките напади, бидејќи секогаш има извидувачки дрон што ги придржува самоубиствените беспилотни летала. Тие секогаш испраќаат повеќе дронови во исто време на исто место, што ни утежнува да им помогнеме на луѓето. Фармите исто така беа погодени од напади со беспилотни летала и аналитичарите велат дека Дамаск има за цел да ги поткопа локалните економии на бунтовниците. Фармерот Абдула Ал-Сатуф вели дека сите живеат во страф од следниот напад. Во една прилика во близина на мојата куќа удри дрон. Бидејќи беше рано наутро, моите деца спиеа, се разбудија преплашени, а нечи автомобил во близина на мојата куќа експлодира. Доколку продолжат нападите со беспилотни летала, тие многу ќе влијат на земјоделскиот сектор, бидејќи ни требаат повеќе луѓе за да го зголемиме производството. Но се ќе престане и никој нема да работи ако продолжат нападите. Бунтовниците можат малку да направат за да се одбранат од заканата од беспилотни летала, освен да ги следат нивните движења и да издаваат предупредувања, бидејќи Дамаск се обидува да го уништи и последниот центар на отпорот.